Што општина Карбинци и општина Штип имаат досега и што планираат за патната инфраструктура во руралните средини? Изминатите неколку години и ова година акцент е ставен на локалните патишта до пооддалечените населени места. Пример тоа е патот од село Радање до Оџелија, кој од вкупно 12 километри останати се околу 1200 метри за асфалтирање. А што уште ќе се гради? Оваа година ќе се започне и со практично за неколку денови ќе се започне со изведба на работи за изградба на локалниот пат од село Долни Валван до село Долно Трогерци. Средствата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и од буџетот на општина Карвинци. Потоа ќе се започне со изградба на локалниот пат од село Радање до археолошкиот локалитет Баргала. Исто така средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и реконструкција на главната улица во село Карвинци, околу 1000 метри, каде што е офатено и тротоарско решение и атмосферска канализација на истата. Вкупниот буџет на овие проекти е околу 44 милиони денари. Исто така со средства од општина Карбинци изградени се и улици со должина од 1200 метри. Бенефитите се повеќе страни од овие комунални зафати во инфраструктурата. Во општина Штип има 40 села. Штип има 40 села кои потоними постојат во нашиот град. Некој ќе рече колку многу села. Кога ќе соберете колку жители живеат во нашите села и како изгледаат нашите села, ќе се разочарате. А колку плодна почва има околу тие села и колкав потенцијал има, тоа е нешто неверојатно. И затоа мора да кажам дека иако има 40 села, поголемиот дел од нив се или мртви, или живеат многу малку жители. Ние не ги селектираме по тоа колку жители живеат, туку едноставно нашата цел е да створиме амбиент и услови да таму луѓето останат. Значи треба да имаат вода за пиење, треба да имаат пристапни патишта, треба да имаат на некој начин асфалтирани улици, здравствена нега. И да кажам дека од моментот на моето доаѓање ги користивме сите оние паволници што ги дава Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, платежната агенција. Тоа се проекти кои ги владата одобрува и ги финансира, каде општината учествува некаде со 18% ДДВ. И затоа направивме многу во нашите села. И лично мислам дека ова се големи работи за прво развој на земјоделието, враќање на луѓето, да нашите села повторно заживеат и го храна Штип, не извезуваме храна, а општината со тоа само прави еден добар чекор за тие луѓе да тие уште повеќе бидат мотивирани да останат во своите прадедовски огништа. За краток период од 2 години направен е патот до Мантово, реконструирање на патот до Почивало за Пиперово, потоа е направен патот и улиците до село Лесковица. Вчера заврши и тендерската постапка за изградба на патот за Суво Грло и за 10 дена ќе започне изградбата на истиот. Ова се само дел од проектите што се направени за овие 2 години, со доаѓањето на штипскиот градоначалник Илчо Захариев.